Имам 15 неполни, а веќе животот си ги натегнал првите маки. Не сум убава. Немам што да облечам, никој не ме сака. Само јас сум ли на овој свет толку несрекна? Мистерија до мистерија. Премала глава да даде толку многу одговори. А постојат ли истите и тука е пробувањето нови работи, цигари, алкохол, нешто друго, мистерија. Животот ни е обично полн со некои предизвици, некогаш се позитивни, некогаш се негативни. Кога го преминуваме онај свет од детството кон возрастните, често знаеме да посегнеме по она што сме го виделе што го прават возрастните, дали тоа е алкохол, дали тоа се цигари. Денеска ќе зборуваме генерално за пороците. Што е она што не тера да пробуваме нови работи? Нашето човечко битие, можеби такви сме по природа, или можеби стекнатото чувство дека кога некој го прави, треба и јас да го пробам. Интересен начин на гледање. Всушност постојат повеќе причини зашто младите, конкретно ако тоа беше прашањето, почнуваат со некакви пороци. Да, една од причините може да биде и тоа што се повлечени од околината, од врсниците, што е многу честа причина, затоа што особено кога станува збор за потешките зависности од типот на дрога, тоа не го гледаат во семејството. Нели? Не мора да значи дека е видено во семејството, но може да е поврзано со семејството од различни аспекти. Вегањето, нели, кон пороците има своја позадина во сите аспекти на живењето, меѓутоа голем дел од тоа може да биде предизвикан и од основното, од семејството. Втор фактор се врсниците. И во тој период негдека во пубертет, кога предпоставам дека на тоа ви беше целта, пубертетот е период кога лицата, младите се бараат себе си, експериментираат на сите можни полиња, пробуваат да се што ќе им дојде при рака. И сега некој од нас со претходно јако суперего, односно од родителите, што сме, што не сме, што е добро, што е лошо, значи тоа функционира и тие интроекти се силни, па не се осмелуваат или ќе пробаат и наши прекинуваат чисто ради љубопитство. Но некои од нас и идат малце понатака. Зборуваме за зависностите и посегнувањето по нив. Може ли да се препише дека покрај она влијание од средината што не окружува кон самото тргнување да се проба нештото, и нели природата наша е често да пробуваме нови работи, има ли чувство дека тука ќе се најде незадоволство, нешто што во денешницава често ни фали? Независно, многу луѓе, посебно адолесцентите, така да се изразам, оние кои што се нели во пубертет, кои што се уште се барат, често се незадоволни од многу работи. Значи ли тоа дека може да се поистовети зависноста со задоволството? Зависноста конкретно не, но она што е предмет на зависност, односно она што го користи младиот човек, како што почнува, најчесто е нешто што дава задоволство. Значи, затоа и втор пат ќе се случи, и трет пат и слично. Значи, не е проблемот во пробувањето од љубопитство, но проблемот е кога таму ќе се најде нешто кое што ни дава некакво задоволство или олеснување, или заборавање на актуелна ситуација, актуелен проблем. Во периодот на барање на личноста, нели, знаете младите бунтовници како изгледаат, значи на се нешто, со секој преречен збор, па дури од родителот што е, нели, во насока на добро воспитување, може да биде толкуван како повреда, па, нели, премногу лично да ги доживеат работите. Сето тоа може да го бутне кон втор пат, кон трет пат, и тоа веќе да преде, нели, во нешто посериозно, како типот на зависност. Ке кажеме, нели, да, задоволство, меѓутоа знаеме сите, јас како пушач се сеќавам, например, на првата испушена цигара, воопшто не беше никаков пријатен момент. Меѓутоа, заради X околности, јас сум продолжила. Истото е и со првото пијанство, нели, од конзумацијата на алкохолот. Не знам како стои делот со зависноста кој што станува, нели, при тие дроги, опојни средства. Меѓутоа, кога една личност може да се каже дека е зависник? Кога веќе не може да го контролира нагонот, да не го направи повторно.
Значи, зависност може да биде и од коцка, и од покрај, нели, она што јас го споменав како пострашен момент, нели, од другата, затоа што има и физички, и психички, и социјални последици, па затоа јас дадов акцент на тој дел, но зависност има најразлични. Но кога веќе во моментот кога не можеме да се спречиме, исто како, нели, обична цигара, кафето не виде без цигара. Во секој случај. Што е најевидентно. Тогаш веќе сме зависници. Значи, кога имаме проблем, да не го направиме повторно нешто. Во делот на признавањето јас сум зависник, ќе слеземе малку подолу во емисијава со тоа прашање, меѓутоа сега ќе се навратам на делот. Во општ разговор, кога ви реков позитивни зависности, има ли такви? Или може би да ги наречеме со поинаков термин овде во психологијата, кога станува збор за нешто што го правиме, мора да го направиме, а не правиме никому никакво лошо со тоа. Значи, ако пушиме цигара и тој до нас, според медицински кажувања, има проблем покрај ние и тој до нас, меѓутоа едноставно сакам да месам 3 зелници дневно, тоа ми е некако како позитивна зависност, јас мора да го направам. Кога има нешто од внатре што ве тера некоја дејност да завршите, и по секоја цена мора да ја завршите за да бидете спокојни да продолжите понатака со другите обврски. Значи не може секогаш да се третира дека тоа е зависност, особено да се прави зелник или не знам, преска споменавте дека мора да се набере цвеќе задолжително секој ден и имам потреба тоа да го направам. Значи тогаш више не е зависност, станува збор за посебна невротска состојба која што е значи најчесто обсесивно-компулсивна неуроза упрашање. Ако не можеш да леташ, трчај. Ако не можеш да трчаш, оди. Ако не можеш да одиш, лази. Но што и да правиш, најважно е да не престануваш да се движиш. Што се таквите луѓе? Тие се ли опасни за околината? Бидејќи знаеме, ако имаме алкохоличар, разни се состојбите на доживување, тоа е индивидуално. Имаме мирен алкохоличар кој што едноставно ќе го преспие моментот кога конзумирал од повеќе алкохол. Имаме луѓе кои што се насилни, нели, удираат по оне што ќе се најде пред нив, кршат. Едноставно се проблематични. Што со ваквите луѓе кои што имаат ваков, нели, симптом, а не пречат на другите? Сепак и тие имаат одреден проблем. Може да се нарече така? Проблемот е дефинитивно кај личноста која што го има, но било каква од овие ситуации, значи дали станува за неуроза, дали станува за зависност, проблемот е кај личноста. Значи проблемот и тешкотијата пред се е за личноста. Не само дека он представува проблем, па сега ќе го етикетираме, но најголемиот терет го носи он самиот. Значи он самиот има борба во себе и он знае дека не треба тоа да го прави, дека не е во ред, но има импулс кој што го тера да ја заврши таа дејност, тоа дејство, или потреба да запали повторно, не знам, марихуана или цигара, или... Значи, тоа е нешто што е не е во негова контрола во моментот, значи без конкретна помош да си помогне самиот на себе. Не е толку битен дали ќе биде во момент на пијанство агресивен, затоа што тоа е моментална состојба, тоа не мора да значи, нели, од социјален аспект евентуално ако го дискутираме, но од пред се тегубата е на личноста која што, нели, ја има состојбата. Јас не сакам многу да ги нарекувам, нели, да делам диагнози, сега ова беше инцидентно, но сите тие неврози всушност се проблеми на се дел од сите нас. Тоа е начин како луѓето се борат со секојдневните проблеми и едноставно погрешно поставени одбранбени механизми на организмот, се тоа, мислам. Така, може да се каже. Сега, во делот на зависностите, често среќаваме луѓе кои што се зависници од некој порок, независно од кој нема да именувам, меѓутоа како да си признаеме себе си дека сме зависници, дека ни треба помош и да ја побараме таа помош. Значи ли тоа дека треба одлуката да се скрши во нас, треба да ни биде наметнато мислење од некој близок кој што навистина не сака, или може би се додека ние не одлучиме да сега е моментот и јас да побарам помош бидејќи јас признавам сум зависник. Повеќе има зависности и не можеме сите во купче да ги ставиме за да има еден генерален одговор на ова. Нели, зависноста од цигари
не спаѓа сега во ова што би ви го дала како одговор. Значи, зависност која што реално премногу му штети на организмот, кој што доведува до пореметување и на личноста, и на физичкиот статус на организмот, значи го оштетуваме со дали ќе биде консумирање на дрога, алкохол, значи тука више си се оштетуваме самите како и сопствениот организам, не само организмот, него и личноста. Значи, доаѓа до пореметување целосно на личноста. Повеќе зависникот повеќе не е личноста што ние никогаш сме го знаеле. Значи, има големи последици од тие зависности. Од цигарите е друга, значи може да имаме проблем со белите дроги, значи не спаѓаат во иста категорија, но моментот на признавање, еве ние сите си признаваме, еве јас лично ќе ви признам дека јас сум пушач. Значи тука не прави промена кај мене моментот дека јас ќе престанам ради тоа што сум зависник од цигари. Него момент најчесто пушачите се откажуваат кога ќе дојдат во контакт со некоја состојба или пореметување на организмот, здравствена состојба во која што докторот ќе им каже дека е од цигарите и прва препорака е зашто и да ви е па макар и болка во вртот на ногата, да, е дека цигарите треба да ги оставите. Така да тука може да биде кога самата личност ќе донесе одлука дека сака да престане со тоа. Секогаш е добро да има помош, значи психолог, психотерапевт во кој што ќе дава поддршка на процесот. Во принцип семејството секогаш дава поддршка тука, барем за одвикнувањето е тука достапно. А од друга страна кај зависностите, посериозните зависности нема признание. Значи признанието отсуствува затоа што е општо познато дека тоа е социјално неприфатливо. Значи веднаш ќе добиете етикета дека ако си признаете јас користам марихуана, тогаш ќе добиете етикета вие сте наркоман. И буквално ќе имате отфрлање делумно од добар дел од општеството. Не од сите, од тие со кои што се дружите, веројатно сте заеднички во истата каша, но од останатиот дел од општеството ќе добиете отфрлање. И тука имаме проблем, нели, во тоа. Но помошта, поддршката од семејството пред се и заеднички напор да се упати на третман, значи повторно ќе кажам, не само на психотерапевт, него задолжително и со психијатар заедно. И секако, значи, зависност од типот на наркоманија, алкохолизам, значи има и хоспитализација дел, не е воопшто лесен, затоа што има и физичка зависност која што е со болки, значи не е воопшто лесен патот за долечење на овие зависности, но е многу битен, затоа што доведува, нели, до целосна детериорација на организмот. Кога споруваме за веќе пристапот кон излекување или одвикнување од овие тешки зависности наспроти пушењето, колку терапиите кај нас овде на ниво на Македонија се барани, се реализирани и се успешни? За успешност не можам да тврдам. Значи, од моето лично искуство со тешки дроги не сум имала. Така да тоа мора да биде подкрепено со работа и со фармакотерапија. Во држава процентот на успешност лично не ми се допаѓа моментот на замена на една друга со друга дрога, медицински, нели, буквално заменуваат, но постојат и други начини, нели, со изолации, во санаториуми, кои што не знам колку ги има кај нас. Значи тука во тој дел не би можела да ви дадам фидбек. Едно кусо прашање, дали зависноста е болест или состојба? Значи пак ќе кажам зависно од каква зависност стана, значи зависност од видот. Доколку го оштетува организмот во голема мера, значи тај и самата зависност ќе предизвика болест на крајот на краиштата, значи еден круг ќе биде. Но може да се каже повеќе дека значи алкохолизмот е дефинитивно болест. Значи пак ќе речам, ќе мора пак да ги делиме. Не се сите зависности болести. Очекувањата се причина за сите разочарувања. Простувањето од срце не е знак на слабост, токму спротивното. Треба да си навистина силна личност за да можеш да си дозволиш такво нешто. Но и не вреди постојано да се измачувате со нешто од минатото. Што е направено, направено е и не можете да го промените. Простувањето е тешко, но тоа ви овозможува да ги надминете сопствените грешки и да продолжите со сопствениот живот.
Семејството го вклучивме како еден главен актер кога станува збор за терапиите кои што треба да ги посетуваат лицата кои што имаат зависности. Пријателите се тука, брачниот партнер е тука, можеби некои други личности кои што едноставно се добронамерници се тука. Зошто е важно семејството да биде тука кога станува збор за поддршката на лекувањето или одвикнувањето на одгледана личност која што е зависник? Значи ли тука љубовта дека која што безусловно ја дава самото семејство кон членот кој што во моментов има таков проблем, дека е една од оние како да речем мерки кои што се преземаат и што се пружаат како поддршка, љубов, момент на поголемо дејство на самиот третман. Значи, кај зависниците многу често останува збор за немање на чувство за себе сакање. Значи, ако не се сакам себе си, тогаш во ред е да се уништам. И битно е пред се да научат да се сакаат себе си. Првиот чекор е тука. Еден од примерите како да се сакаат себе си го добиваат, нели, базично споминавме од семејството. Кога ќе научат тоа да го прават, го прифаќаат и туѓата љубов. Они имаат проблем да ја прифатат туѓата љубов, значи љубовта што е спрема нив. Значи семејството е многу битно од секаков аспект. Значи поддршката е основата. Тоа не значи дека тие лица кои што се зависници не се сакани од семејството, па сега нешто посебно треба, но е битно да бидат тука. Значи да кога ќе се чувствува лошо, кога ќе има проблем, да се ослони на нив, а не на другата. Знаете ли ова една девиза дека што и да правиме, каде да сме во животот, семејството секогаш треба да ни биде тука при рака? Тука при рака, па не мора да биде при рака. Физички, не тука? Не физички, да. Самата чувството на љубов не е ограничено на физичко присуство или на другата личност, па дури во врските. Значи, чувството дека сме сакани го имаме. Тоа сме го имале кога сме биле во физички контакт, не мора да значи дека мора да биде цело време до нас. Едноставно го имаме, ние знаеме дека сме сакани, знаеме дека сакаме и ни дава убаво пријатно чувство. Да, и тоа не држи. Лицата кои што се соочиле со одредена зависност во животот немаат семејство или немале семејство. Дали представуваат условно речено, ајде така ќе се изразам, можеби некој ќе ми се налути, потешки пациенти за разлика од оние каде што семејството може да биде вклучено во самата терапија? Па не би рекла дека е тоа условот. Еден начин за поддршка е секогаш потребно, но не е основното и предусловот за личноста. Значи, едноставно треба да може целиот процес да помине и со помош на психотерапевт. Значи, тоа е идеална поддршка. Дали почести се зависниците кои што едноставно произлегуваат од семејства каде што има алкохоличар, или може да се случи родителите воопшто не ни пријавиле алкохол додека растело детето, а детето е веќе зависник од алкохол? Значи, апсолутно сите ситуации се возможни. Може да биде фактор гледањето на тоа дека е одобрен во ред да се пие па да тоа преиде, нели. Често но не мора да значи. Значи, во едно семејство каде што имаме тинејџер во средна школа, кој што допрва се наоѓа, испитува, истражува, во првата проблематична ситуација нека биде и со љубовна врска, каде што дечкото ќе остави или обратно, или да не се врзувам за женски пол, може утехата да се најде во алкохолот. Значи, едноставно заборавањето, да се испијат неколку, за да се опијанам и за да не мислам на тоа, после тоа може више да преде во навика. Значи, едноставно него, ако родителот кој што го гледа детето, како се враќа дома, без да комуницира со нив, се легнува, спие, дури облечено, нели, не превземе нешто, значи, тука е првично, нели, она што семејството треба да алармира дека нешто се случува. Сега ќе ви поставам едно лично прашање. На многу гости пред вас го поставив тоа од моето соочување. Мојот син има 8 години. На училиште се соочи со прашање од наставничката во кое што беше прашан дали
некој од вашите родители е пушач? Син ми одговорил да, и мајка ми, и татко ми, и јас кога ќе пораснам, јас ќе пушам. Значи ли ова дека треба нешто од сега да преземам, за да го променам неговото мислење, размислување и став, за да тој утре други ден не биде пушач или едноставно да оставам времето да покаже, да направи тој она своја љубопитност да проба, па сам нека одлучи што понатаму. Значи, што и да направите, он сам ќе проба. Тоа можам да ви го кажам. Затоа што он е сам за себе посебна личност, но вие му го прикажувате како позитивен момент пушењето. Моето искуство е со моите деца не е такво. Значи, јас сум пушач, но они не го бираат пушењето. Значи, ни едниот ни другиот. Да постојано имаат нешто негативно да кажат, како тоа било лошо за моето здравје, па се грижат. Но тоа не значи дека нема некој од нив да пропуши накнадно. Едноставно, секој од нив е сам за себе и ние помагаме во нивното градење, им кажуваме дека тоа е позитивен или негативно нешто, но со самото тоа што го правиме како родители и модели, им даваме слика, пример како е пожелно да се однесуваат. Но еве, конкретно во мојот случај тоа не е така. Че они повеќе се грижат за моето здравје, да. Пред да завршиме оваа емисија како познавач на оваа проблематика, ќе ве замолам некој совет за нашите гледачи кои што се надевам преку оваа емисија разрешија многу мистерии во себе кога станува збор нели за зависноста, пороците, предизвикот на самиот живот, да им порачате на младите како треба, и што не треба. Значи, што треба и како и што не треба, во принцип младите не слушаат кога доаѓа од возрастен. Од лично искуство јас кога бев дете, и сега кога работам со клиенти, значи тоа е најчесто првото правило: никогаш не сервирај точен став кој што они треба да го прогултаат. Се е во ред, значи секоја проба, истражување, експериментирање, љубопитството се задоволи. Се е тоа во ред, се додека се познаваат сопствените граници, се додека не си штетиме на себе па и на другите. Битен момент е дека е важно да знаеме дека каде ја проаѓаме границата, да се осетиме. Кога ќе почнеме да се криеме дека нешто правиме, значи веќе сме го прошле моментот каде што требало да запреме. Јас ви благодарам што учествувавте во оваа емисија. Благодарам на вас. Оваа емисија ја завршувам вака. Не му ја мислете толку. Ова време на брз живот понекогаш знае да не проголта и да направи да не можеме да ја видиме големата слика. Ако минувате низ тешкоти и си мислите дека не можете да се преброите со нив, продолжете да се борите. Напорната работа и решителноста секогаш победуваат. Се додека се трудите да се подобрите себе си, ќе имате помалку време да се грижите за тоа што би можело да се случи и на тој начин секогаш ќе бидете поподготвени за тоа што доаѓа.